Приватните превозници постигнале договор со ЈСП и повторно ќе возат, откако им биле префрлени, 80% од долгот или 40 милиони денари за пакет 1. Според Оливер Петрушевски, приватен превозник, некој од колегите веќе се на линијата низ град Скопје. Петрушевски исто така посочи дека веќе има некои разговори и за цената на километарот и повика тоа да биде разговарано на следната седница на Советот на град Скопје. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски на својот Facebook профил сподели дека во Основното училиште Куле Неделковски започна со доградба на ново отворено крило за учениците. Ветувањата според градоначалникот се исполнуваат. Инвестицијата вклучува и енергетска ефикасна фасада, скалишно јадро од природен гранит со терацо под во ходниците, дабов паркет во училниците, мијалник, клима уред и подни инсталации за смарт табли и компјутери. Новата учебна година успешно започна во сите училишта на територија на општина Илинден, се вели во соопштението на општината. Оттаму посочуваат дека училиштата ги отворија вратите за околу 2000 основци и над 300 средношколци, а за прв пат во училишните клупи седна околу 170 првачиња, а во средното училиште Илинден во прва година се запишаа 68 средношколци. Градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Ѓоргиевски присуствуваше на приемот на час во Основното училиште Партења Зографски, Основното училиште Рајко Жензифов, каде се поделија бесплатни ранчиња, што ги најави општината за учениците. Проектот Ранче за секое прваче, кој започна од општина Кисела Вода пред 3 години, успешно функционира и им овозможува на сите семејства кои имаат првооделенец со радост да го започнат наставниот процес, ослободени од финансиски грижи поврзани со потребите за наставата. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја